Добар ден, почитувани гледачи, добре дојдовте во денешната нова визита, која што денеска ја посветуваме на машкото здравје, односно најчестите проблеми со урогениталниот тракт кај мажите, без разлика на која возраст, посебно ставајќи акцент на машката неплодност и на карциномот на тестиси. Денеска на оваа тема разговараме во визита со доктор Александар Мицковски, хирург-уролог од клиничката болница Џибадем Систина. Добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден, ви благодарам на поканата. Со задоволство прифатив да гостувам во вашата емисија. Така. Секогаш добре дојдени ќе бидат овие информации до нашите гледачи, посебно припадниците на посилниот пол, бидејќи некако потешко можеби сакаат отворено да зборуваат за одредени проблеми или пак потешко се одлучуваат да посетат уролог, но за сето тоа малку подоцна да почнеме со анкетата, да слушнеме што велат нашите анкетирани граѓани токму на оваа тема. Да ја погледнеме анкетата. Зошто мажите треба да посетуваат уролог? Заради кои проблеми најчесто? Уролог? Да. Како ти кажам, ја не знам се, уролог, не знам да ти кажам што е уролог, моментално. До сега не сте биле на уролог? Па, на уролог е 60 години, не сум бил ни на лекар, ни ништо. Тоа е проблемот. Не знам ни што е уролог, ни ништо. Барем превентивно? Па ништо, Так. ништо не сум бил, да ве излажам сам. Затоа што мажите редовно скоро проблем со простатата имаат. И се трудат на време да откријат нешто, дека има нешто. Што мислите? Хигиена, здравствени причини. Зашто друго? Мислам, тоа треба и редовни контроли да се прават, не само кога има проблем да одиме на лекар. И не само жените додат на гинеколог. Нормално, Често. да. Дали според вас заболувањето на простатата, како што рековте, неплодноста е исто тука, карциномот на тестисите, се исто проблем за кој мажите се срамат отворено да говорат и потешко се одлучуваат да посетат уролог? Па видите, не се срамат, затоа се тоа во главном луѓе во години. Така да си прераскажуваат меѓусебно кој како... Значи, ова не е табу тема. Не. Расширена тема е редовна, како да кажем. И дали вие посетувате, сте имале потреба претходно некои проблеми? Да, сум отишол да проверам колку е зголемувањето на простатата и така. И има стандардни лекови кои што треба да се пијат до крај на животот. И вие го практикувате тоа, предпоставам? Да. Па, да ти кажам, се срамат. Тоа, веројатно се срамат, зашто сега немам дете или немам она, немам плод. Тоа повеќе луѓе избегаваат на Зошто ова да биде табу тема, например? Па тоа не би требало да биде. Не би требало да биде, зашто? Оди се, интересирај се, да имаш плод, да имаш све. Што ти треба за животот. Не е само интересантен животот за овој век. Ти треба и дале да одиш. Например, ако ја што имам 60, ја сакам и 100 да живеам, и сите да живеат 100. Ама гледај здравје прво, па после барај што ти треба све. Не мора ти да значи дека не сакаш деца или не сакаш плод. Тоа е природа, тоа е секој си сака деца, ствара фамилија, све. Тоа е од мене. Дали според вас заболување на простатата, неплодноста, карциномот на тестисите се проблем за кој мажите се страмат отворено да зборуваат и потешко се одлучуваат? Да, најверојатно им удира тоа на машкоста. Егото е во прашање повеќе. Само заради тоа најмногу? Па мислам Не е дека нека тоа. табу тема ова. Па не е табу тема, ама претежно они половиот орган со машкоста ја поврзуваат и мислам дека тоа е проблемот. Различни размислувања, различни ставови и секогаш треба нели да биде така, па оние кои што можеби не знаат да слушнат дополнително и да се информираат. Еден од анкетираните граѓани рече да, ние си пренесуваме едни на други, разговараме, зборуваме, тоа е најчесто за проблемите со простатата. И повозрастните малку се поажурни, така? Популација, да. Веќе се створи едно мислење и навика да се оди на уролог во тие години после 50-тата. Меѓутоа, за онаа популација која што исто така има потреба од посетен уролог, која зборуваме за млади адолесценти, 18, 20 до 30 години, каде што исто така ќе зборуваме, има доста сериозни проблеми. За жал и покрај честите гостувања во емисија од ваков карактер, немаме веќе, следам дека нема веќе навика
створено да доаѓаат рутински кај уролог. За разлика од Така, пациенти на со превентивни проблеми прегледи. или без проблеми со простатата, тоа е и заслуга и на матичните лекари, се почесто доаѓаат на уролог. Меѓутоа, ретко да имаме млад адолесцент со на рутински преглед кај уролог, кој што ќе каже немам проблем, сакам да се проверам, тоа го ретко го гледаме. Така, а проблемите може да се појават во која било возраст? Па Така. посебно овие нели уролошките Уролошките проблеми, така уште од детската возраст датираат па и уште од понатаму. детската возраст, затоа што урологијата е една дисциплина која што ги следи пациентите почесто од машки пол од нивното раѓање, затоа што се доста чести вродените уролошки аномалии, почнувајќи од оние почестите како неспуштени тестиси, почести и полесни за коригирање, како неспуштени тестиси, меѓутоа тука е и популација која што има доста посериозни вродени аномалии на бубрезите и уринарните патишта, како стеснување на уринарните патишта, со отекување, со хидронефроза на бубрезите, со проблеми во празнењето, со вродени аномалии на надворешните гениталии, како што се хипоспадиите, една доста комплицирана аномалија која што исто ние ја третираме, хипоспадија, потоа проблем со враќањето на урина према горе, од мочниот меур према горе према бубрезите во одбратен правец, кој што исто така честа вродена аномалија, која што за среќа успешно се коригира. За да потоа продолжиме во една популација која што се кажавме, тинеџери, млади адолесценти, кои што се популација која што има еден склона кон еден доста сериозен проблем, како што е карциномот на тестиси, кој што ја погодува популацијата меѓу 15, најчесто, ја погодува популацијата меѓу 15 и 35 години и во последно време е се почест. Сакам да кажам дека према најновите статистики, точно го изброиле американците, дека секоја година има околу 8430 нови случаи на карцином на тестис, или тие пресметале дека секој час, во секој ден, во секоја година, по еден маж ќе слушне диагнозата дека има карцином на тестис, што е доста често, или ако е полесно за пресметување, тоа би дошло од 3 до 4 ново откриени случаи на 100.000 жители, 100.000 мажи на оваа планета, што е доста често. Ако порано се велело дека за среќа карциномот на тестиси е ретка појава, но за жал се јавува кај помладата популација, онаа возраст која вие помладата спомнате. популација и Веќе за во денешно време не е тоа така, не можеме веќе така да кажеме и да речеме. И доста сериозно заболување. Значи се работи за малигно заболување, самото тоа кажува, и се работи за заболување кое што бара доста сериозна и хирушка, меѓутоа и потоа онколошка терапија. Скоро во сите случаи, и да нема расширување, ќе објасниме кога има, кога нема, бара дополнителна терапија, било радиотерапија или хемотерапија, бара, значи, мултидисциплинарен пристап во диагностицирањето и лекувањето, и тоа е лошо, затоа што бара доста сериозност. Меѓутоа, добро е што сето тоа води до излекување. Треба да го знаат пациентите дека карциномот на тестис е еден од ретките карциноми кој што и во фаза кога има метастази, значи проширување, може да се доведе до комплетно излекување. Значи не до продолжување на преживувањето или и така натаму, туку баш до комплетно излекување, до ситуација кога само го следиме. И затоа се сите овие апели што порано да дојдат, затоа што зборуваме за болест која што е излечлива. Така. Причини кои што доведуваат до појава на карциномот? Значи, точниот етиолошки фактор не е откриен. Многу штетни влијанија се поврзуваат, како што е зрачењето. Етиолошки фактор може да биде и неспуштени тестиси. Значи, неспуштени тестиси од детството, кои што се спушта или се оперирале, Во раната детска возраст како ризик. 10 пати поголем ризик од појава на карцином на тестиси. Исто така и појавата на карцином на тестис од едната страна носи поголем ризик од појава на карцином од другата страна, и тоа и затоа се битни и следењето по излекувањето, да кажеме.
И исто така обвинети се и некои генетски фактори кои што не се до крај докажани точно кој хромозом е одговорен, меѓутоа секако дека и наследството игра своја улога. Така, кога го споменуваме карциномот на тестиси, секогаш треба да помислиме и на стерилитетот, односно машката неплодност. Карциномот може да биде ризик или да предизвика машка неплодност Апсолутно. или обратно. Која е Апсолутно. вистина? Значи, карциномот на тестиси, лекувањето, подразбира одстранување на едниот тестис. Заедно со неговите обвивки, заедно со таа семена врвка се вика во превод, преку која што патуваат крвните и лимфните садови на тестисот. Значи, пристапот за одстранување на тестиси кај карцином, тоа е многу битно, е преку ингвиналниот канал, значи преку препонскиот канал, не директно преку кожата на скротумот на кесето, туку се оперира преку ингвиналниот канал и тоа е доволно радикално за да се отстрани она што треба да се отстрани. Значи, од старт пациентот останува со еден тестис и тоа е доволен проблем. Меѓутоа, карциномите на тестис бараат дополнителна терапија. Радио или хемотерапија во зависност од подтипот на карциномот на тестис, ќе ги кажеме се подтипови. Меѓутоа, израчењето и хемотерапијата и како ги погодуваат квалитетот на спермата. Некојаш можат да доведат до комплетно отсуство на сперматозоиди во спермата. Ние тоа го викам азооспермија, што секако е голем проблем затоа што зборуваме за млади мажи, кои што ќе живеат уште многу години, мора да ја остварат својата фертилна способност. Затоа уште пред да почнеме со операцијата по најновите протоколи, се замрзнува, се извршува криопрезервација на сперма, кога има добар квалитет, во неколку наврати се остава примерок и тоа се прави банка која што останува до живот. Така, бидејќи не се знае Не како се текот знае, понатаму и што кај секого поединечно би се појавило. Како причини споменавме, меѓутоа симптоми или начин на манифестирање. Така. Што е она што мажот треба да го Така. забележи? Она Прв е што тој што треба да забележи, Најчесто, така? затоа апелираме на тие превентивни прегледи, затоа што карциномот на тестиси не дава симптоми. Најчесто се манифестира како безболна тврда грудка во тестисите, која што може да се открие со само преглед. Најдобро после бањење. Како само преглед на Како дојката се- жената што треба да така. прави, така и кај мажите се за... Затоа што се многу лесно пристапни за само преглед. Се препорачува еднаш месечно, после бањење, кога е омекнета кожата опуштена, да се изврши само преглед, да се пази на такви грудки, промена на изгледот на кожата, губење на тие набори, оток. Сето тоа треба да биде аларм кој што ќе го доведе пациентот веднаш кај својот уролог. Најчесто, велам, се манифестира, оди без симптоми. Меѓутоа, многу поретко може да се појават симптоми на болка во тестисите, оток. Некогаш и тоа е силен оток и болка се манифестира под клиничка слика на акутно скротално страдање и тоа ги доведува веднаш, па со натамошните испитувања ќе ги наброиме, се поставува диагнозата. Инаку, некогаш, кога има метастази, карциномот на тестис, своите метастази ги дава во лимфните јазли околу големите крвни садови во стомакот, околу аорта и вена кава. И некогаш симптомите се почнува се со болка во стомакот. Од прилика во 7 до 12% од карциномите на тестис прв симптом може да биде прва иницијална манифестација, го викаме мастопатија, значи зголемување на градите кај мажите, болка во градите, заради нивниот хормонален ефект кој што го има, заради хормоналниот ефект на карциномот на тестиси, велам во 7 до 12% иницијална манифестација е мастопатија, зголемување и болка во градите кај мажот. Иако тоа го забележат, Го значи, забележат, како симптом прво треба нешто да... кај мажите што треба да се прегледа во такви ситуации се тестисите. Така. Во секојдневието, во праксата ваша, се среќавате ли со случаи каде што навистина има промени кои што се забележливи, дури и поголеми, а мажот сепак не дошол на преглед, доста живеел со често, тоа, го криел или не знам. Прегледот на тестиси и гениталии доста често слушнав и од коментарите во анкетата, тоа е точно, го врзуваат своето здравје генитално со
со својата интима и така тоа е малце подзаскриено, машкоста, мажественоста. Да. Што не треба воопшто така, нели, да се сваќа и да се дискутира обично, за разлика од пациенти со проблеми со простатата, кои што ги научивме да доаѓаат, за жал ретко доаѓаат на рутински прегледи, а за жал што уште потрагично, имаме примери да цела година имаат промени на тестисите и тек по година дена кога веќе манифестно, доста манифестно. Да. И кога веќе и тешкотија предизвикува. Да, веќе и тешкотија од необјаснети причини не доаѓаат. Инаку диагностицирањето не е тешко, значи не следи сет на диагностицирање, Бог знае како инвазивен, се започнува со еден обичен клинички преглед надополнет со ехоколор доплер преглед, значи тоа е ултрасонографски ехо преглед на тестисите, кој што е одличен за детектирање уште од најрана фаза на промени по структурата на тестисите. Има и многу ефикасни лабораториски диагнози, затоа што има карциномот на тестисис има своји туморски маркери, како што се алфа-фетопротеин, ЛДХ и бета-ХЦГ, три маркери, три туморски маркери, кои што се многу сензитивни. Значи, може да бидат покачени, тоа да не наведи да бараме дека негде треба да најдеме карцином на тестис. Ако се потврди, одма да кажам дека кај карцином на тестис е толку склони кон ширење при било каква манипулација, што биопсија на тестиси не е дозволена во потрага по карцином. Значи, ние мора да поставиме диагноза врз база на сите. Оно што кај другите карциноми се прави како процедура. Да, многу пациенти тоа го прашуваат. Значи, биопсија на тестиси не само што не е дозволена, е забранета. Заради можноста на ширење преку крвните и лимфните садови. Потоа следи ако меѓутоа затоа е многу конклузивен, многу лесно доведува до заклучок, тој ултрасонографски преглед, дополнет со тумор маркери, следи компјутеризирана томографија на абдомен и ретроперитониум, значи на стомачната празнина, заради евалуација на тие жлезди околу аорта, околу вена кава. Тие се примарно место на ширење, значи не се шират тие локално, туку прво место каде што метастазираат се околу тие големи крвни садови и начин да тие се евалуираат преку компјутеризирана томографија или магнетна резонанца. Следи анализа на спермограмот, да се види дали веќе има некои оштетувања и следи замрзнување на сперма. Тоа е по протокол, задолжително. Се испитуваат, кажавме, туморски маркери, некогаш при симптоми се испитува и компјутерска томографија или магнетна резонанца на мозок, затоа што може дури таму да се прошират, а рутински се прави компјутеризирана томографија на бели дробови. И тоа е место каде што се шири, тој многу инвазивен и многу рано дава метастази. Затоа протоколарно се испитуваат сите овие регии каде што може да се прошири, и сето тоа се надополнува со евалуација на хормонален статус, затоа што тестисите се органи кои што се и хормонално активни. Тука се синтетизираат, се создаваат машките полови хормони, секако нивната евалуација е начин на следење и ако треба на дополнување. Така, но оние едноставни, превентивни, рутински прегледи траат и многу пократко и скратена и постапката, кога човек и без симптоми и без никаква промена сака да. Кога што се испитуваат тие туморски маркери, еден клинички преглед, еден ултрасонографски преглед, половина час работи. Така. Нема некои инвазивни испитувања, нема боцкање и така натаму. Следуваат реклами во продолжение, веднаш по рекламите го продолжуваме и разговорот, а ве вклучуваме и вас, почитувани гледачи, за да ги слушнеме вашите прашања, доколку имате каков било проблем, за да се посоветувате и консултирате со доктор Мицковски. Останете со нас. Ја продолжуваме денешната визита и токму во овие моменти ве вклучуваме и вас, почитувани гледачи, да ги слушнеме вашите прашања конкретно за темата за која што зборуваме или се што е од доменот на урологијата за доктор Мицковски да ви го даде советот и препораката. Добар ден, повелете. Добар ден. Дали веќе го имаме гледачот на линија да го слушнеме вашето прашање? Ќе се обидам уште еднаш. Во очекување на јавувањата на нашите гледачи, можеме ние повторно да си ја продолжиме темата. Извинете, доктор Александар. Добар ден, повелете, ве слушаме.
Вера Гостивар. Така, повелете. Да. Одлично ве Вера слушам. Гостивар. Ај, да, ве слушаме одлично, поставете го прашањето. Прашање што да поставам. Така, се јавивте во визита, така, за да поставите прашање за темата за која што ние денеска разговараме или, како рековме, нели се што е од доменот на урологијата. Дали имате прашање, повелете, ќе се обидам уште еднаш, ако не да продолжиме со следниот гледач. Добар ден. Добро, очигледно имаме некаков проблем. Доктор Мицковски, споменавме и ни кажавте кои се постапките и процедурите за испитување, диагноза. Новитети некои имали во поглед на диагностиката? Во поглед на диагностиката, значи, тие стандардни диагностички методи сега се надополнети со магнетна резонанца заради порана и по-прецизна диагностика на промените на зголемување на лимфни жлезди, што би асоцирало дека има некакви метастази од примарниот процес. Рековме дека многу брзо се шири. Спаѓа во карцином кој што многу рано дава метастази. И затоа е многу битна и прецизната диагностика. Секаде во светот веќе рутински се применува таа магнетна резонанца од 3 Тесли, која што многу поедноставно и по-рано ги детектира промените во лимфните жлезди. Тоа е битно затоа што многу менува дали има зголемени или нема зголемени лимфни жлезди на терапијата по операцијата. Значи, две најголеми групи на карциноми на тестис се спрема микроскопскиот наод се семиномска и несеминомска група на тестиси, која што натаму се дели на други подгрупи, како што се ембрионален тератокарцином, карцином на жолчно кесе и така натаму. Голема разлика меѓу двете групи е што првите семиномските многу подобро реагираат на зрачна терапија, а комплетно спротивно на нив несеминомската група на тумори не се осетливи на зрачна терапија, реагираат на хемотерапија. Меѓутоа, било која од овие два хистолошки или микроскопски типа да се работи, задолжителна е дополнителната терапија. Било да е зрачна, било да е хемотерапија. Дозата на таа зрачна терапија и време траењето и потребата од колку циклуси ќе се спроведува, зависи од тоа дали има метастази или нема во лимфните јасли. Некогаш тие метастази се толку големи, за жал, што после спроведената дополнителна терапија е повторно потребна, ако има се уште остаток, се толку големи, тоа е голема стомачна маса, абдоминална маса, која што треба да се вади хирушки. Значи, тоа се вика ретроперитонеална дисекција на лимфните јазли, каде што се отстрануваат сите лимфни јазли околу хирушки, околу аорта и вена кава, што е доста голема и мутилантна операција и не се спроведува ако нема потреба рутински. Меѓутоа, ако остане абдоминална маса поголема од 3 сантими после спроведената зрачна или хемотерапија, во втор акт се спроведува хирушка интервенција за отстранување. Исто така, има новитети кога зборуваме рековме дека еден од рутинските тестови иницијални во тој мултидисциплинарен пристап кон лекување карциномот на тестиси и спермограмот, значи анализа на квалитетот на спермата. Ако таа анализа покаже лоши резултати или да нема воопшто сперматозоиди, тогаш во истиот акт со отстранувањето на тестисот, на спротивниот тестис се спроведува тестикуларна биопсија. За разлика од пред неколку години кога таа биопсија се спроведуваше на слепо, значи се отвара тестисот и од неколку зони се земаа парчиња кои што се испраќа во одделот за инвитро или за андролошкиот дел од инвитро одделот за замрзнување и чување и нејзино употребување натаму во процеси на вештачко оплодување. Сега тоа се одвива микрохирушки под контрола на оперативен микроскоп, каде што се детектираат на зони каде што тие тубули кои што ги спроведуваат сперматозоидите се полни, се пошироки, подебели и микроскопски, по тој оперативен микроскоп се разликуваат од зони каде што тие тубули се празни, значи нема сперматогенеза.
и веќе се оди кон циљано, значи таргетирано земање на примероци, не на слепо, затоа што резултатите се многу подобри во смисла на наоѓање на сперматозоиди кај мажи кои што немаат сперматозоиди во спермата, а секако после таа хемотерапија или зрачна терапија ќе биде уште полош наодот, и затоа е најдобро за да нема две операции во истата операција да се спроведе и тоа. Па и тоа е целта, поедноставување и на сите процедури, така. нели се како придобивка и за самите Така. пациенти. А со оглед дека се работи за млади мажи, тоа е исто битен момент затоа што нивниот плоден период допрва следи. И уште една работа што се применува во светот, еве одскоро и кај нас, вградувањето на силиконски протези, заради тој психички, козметски момент, да кажеме, што многу значи кај млади мажи, има произведено веќе комплетно компатибилни силиконски тестикуларни протези, многу едноставни за вградување, кои што комплетно го имитираат нормалниот тестис. Како рековте, само урологот може да забележи или може би некогаш да нема да забележи. Така. Што многу значи, нели, дали кога идниот тестис ќе се отстрани, нели, заради ваквиот проблем, може или не мора да значи дека неплодноста или машкиот стерилитет ќе се појават или ќе има проблеми, може да се функционира и со еден тестис, така? Значи, апсолутно може да се функционира со еден тестис, со тоа што кажавме од превентивни разлоги, имаме веќе замрзната сперма. Значи, ние мора да имаме замрзната сперма на овој или на оној начин. Меѓутоа, со студии, што значи тоа враќање на нормален низ бројки гледано. Низ бројки гледано, по 3 години од спроведената хирушка и дополнителна онколошка терапија, кај 67% од мажите се враќа сперматогенеза, значи создавањето на сперматозоиди. Значи, отприлика 67, не отприлика, точно, кај 67% од машката популација по 3 години имаме враќање на нормална сперматогенеза. Меѓутоа, за останатите тие 33% треба ние да имаме обезбедено алтернативен начин на добивање на сперма, односно се продолжува да функционираат со она што сме го замрзнале како примерок. И тој чекор не смееме да го прескокнеме. Многу е битно во дека следењето на карциномот на тестиси е доживотно. По најновите препораки е доживотно, со тоа што првите 2 години е многу често. Значи, секој 3 месеци се повторуваат маркерите, контролниот ултрасонографски преглед, а првите 2 години на секој 6 месеци се повторува компјутеризирана томографија и магнетна резонанца. После спроведеното дефинитивно лекување. Но тоа ја држи под контрола, нели е враќа сигурноста дека е секако што треба, да. Ултрасонографски се следи состојбата на лимфните јазли и сето тоа е под детална контрола. Така. Но и она што е добро, што рековте, дека добра е прогнозата, нели, на ваквиот карцином, доколку рано се открие. Што кажав, има многу типови вакви онакви. Ако зборуваме генерално, да не кажуваме за секој тип колку е преживувањето, генералното преживување кај маж со карцином на тестис изнесува над 95%. Значи, добра бројка. 90, со тоа што, кога, например, најдобра варијанта имаме семином откриен во рана фаза без метастази во лимфни јазли, преживувањето е над 99%, например. Ако зборуваме за најчест тип, тоа е семиномскиот тип, чист семином преживува над 99%, значи одлична бројка. Да. И повторно тука се надоврзуваме на препораката, редовни прегледи и кога има симптоми и кога нема симптоми, за рано да можеме да откриеме. И само прегледи дома. И само прегледите, да. Да ги слушнеме сега гледачите, јас верувам и се надевам дека ќе успееме да воспоставиме контакт со нив. Добар ден, повелете, дали го имаме? Првиот гледач на линија, да, ве слушаме. Добар ден. Добар ден. 55 годишен маж. Имам едно прашање до урологот. Да, слободно. Пред 3 години ми се појави во органот една колку едно зрно од пченица, така, во мускулатурата, во еден дел. И во известно време тоа почна да не да се шири, него да се должи нагоре и надолу. Така.
И од тога она осеќа болка кога има однос. И после известно време го изгуби волјата, знаеш, за да има однос. Едноставно друго вака во нормално кога е орденот не осеќам никакви болки, не осеќам ништо друго, а волјата и она страстот што го има допред. Така, направивте ли преглед, се обративте ли кај уролог за да видите зашто станува збор и решението? Спермограмот беше во добра состојба, како што ми рекла. И ми рекла дека во известно време треба да се губи тона или пак требаше да ми каже да се интервенира хируршки. А јас до сега немам направена таква интервенција и го прашам докторот дали и каде да се обратам подобро. Овие речиси неактивен сум овие 2,5 години. Така. Ако не грешам, 55 години. 55 години, да. Така рече гледачот, ви благодарам. Промената што веројатно по описот промената што се јавила и се шири, тие се нефиброзни промени, значи промени од тврдо сврзно ткиво, многу тврдо, се опишуваат како плочи на телото на пенисот и се викаат од се комплицирано име индурацио пенис пластика, значи некое затврднување кој формира такви тврдни фиброзни плочи или познато е како Пейронова болест. Тоа е немалигно заболување на пенисот, меѓутоа доста проблематично затоа што е прогредиентно се шири и предизвикува тие симптоми што ги кажа пациентот на болки при сексуални односи, диспареунија и предизвикува искривување на пенисот, на свиткување на страната на која што е промената, што и натаму дополнително го влошува квалитетот на сексуалните односи. Се прави, има два начини на лекување, многу ретко само од себе помина. Не се знае зошто се... Како што му било и препорачено дека тоа ќе се повлече само од себе. Што треба и може и треба да се направи сега во моментов? се повлекува. Многу почест, многу во мал процент исто така има апликација на локална терапија, на некои лекови кои што се аплицираат со боцкање. Не е едноставно. Кој што ја размекнува таа фиброзна промена на пенисот и најефикасно лекување, поготово за вака млад пациент кога периодот на сексуалната активност е пред него, е хирушкото лекување, во кое што се очекува да се постигнат две работи, исправување ако ја има веќе таа курватура или искривување во ерекција, обезболување и отстранување на фиброзната промена. Така. Начин, решение за ваквиот проблем постои само да си се обрати на вистинското место. Етиолошко, значи причинско лекување нема, затоа што не се знае зошто се ствара, е непознато зошто се ствара, некоја се обвинувани микротрауми, значи повторувачки микротрауми на пенисот, микроповреди, така да ги одговориме, кои што резултират со заздравување, со стварање на сврзно ткиво. Меѓутоа, многу ретко сме виделе и многу ретко е опишано во литература да сами од себе се повлечат. А тоа што е многу битно дека се прогресивни, значи таа промена се влошува со тек на време. Не да се повлече само, туку може само да се проширува. Така, добро. Добар ден и за следниот гледач, повелете. Да ве слушнеме и вас. Добар ден. Само ќе го намалите тонот на телевизорот, да можеме полесно да искомуницираме. Добар ден. И понатаму продолжувам јас самата да си се слушам. Да, дали го имаме гледачот на линија? Да. Ајде, повелете со прашањето. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Така, дали ќе може да го вклучиме и следниот гледач, бидејќи полека приближуваме и кон крајот на денешната визита. Треба уште неколку работи да кажеме токму за денешната тема, а треба да го доделиме, се разбира, и подарокот за еден наш гледач. Добар ден, кој ни се јавува?
Добар ден. Да, ајде повелете да ве слушнеме со прашањето. Краво Цветанка. Така. Продолжете, ве слушаме. А мислили сте да дискутирам за емисијата? Така, веќе сте во визита вклучени. Еве, ќе ве замолам само кратко прашањето за да можете да го слушнете и советот и препораката од докторот. Па како да вам кажем ова? Ја не сум имала среќа да имам деца. Супругот мој не имал заушњаци. И ми смо се дуго лечиле, али не е било успешно. Кај него су биле сперматоидите многу намалени. Али у то време немало лечење. Не сум имала среќа у томе. Јас сум се лечила 5 години. И тоа било све без разлог. Така, сега конкретно имате ли нешто да поставите како прашање? Да, ни го кажавте ова нели како Не, ја дел ве од ваш- слушам редовно Така. слушалката сум. Добро. Ви благодарам за јавувањето. Да, и тука може кратко да се надоврземе дека и машкиот стерилитет Да. е за жал во пораст, така Во пораст, доста е обвинувано и докажано дека има многу штетно влијание. Зрачењето кое што во овај наш простор од Европа е во голем пораст со сите политички настани што беа и Так, бомбардирања со радиоактивни материи кои што го зголеми овај нормален фон ниво на зрачење. Современиот начин на живот, сето тоа ја зголемува се повеќе појавата и на машка неплодност. Доста чести причини се хормонални причини, има инфекции како причина. И спомна, ако добро ја разбрав гледачката, дека заушки има Заушки, сопругот. Да. така, Вирусот да. на заушки е вирус кој што е комплетно во право дека ги напаѓа и тестисите во одреден процент. Може да се јави воспалени орхитис, се вика мампс орхитис, кој што може да резултира со азооспермија. така. Значи, Некои разноразни состојби ситуации инфекции, уште од зрачења. детството, така, па потоа веќе на тие Неспуштени години се... тестиси, неспуштени тестиси многу често резултираат. Има голем опишани и докажани генетски аномалии. На прво место тука е Клинефелтер синдром, доста честа аномалија која што во голем процент резултира со азооспермија, меѓутоа и со проблем да се најдат и со биопсија, чак и со ова современа микрохирушка биопсија под контрола на оперативен микроскоп, така се вика микротесе таа биопсија. Дури и со такви биопсии во многу мал процент се наоѓаат сперматозоиди. Има микроделеци, значи и уште една аномалија на краткиот крак на Y хромозомот, кој што во 100% резултираат со комплетна азооспермија и со неможност да се најдат сперматозоиди и дури и со биопсија, значи таа во 100% резултира со машки стерилитет. Така, да да. чести се и тие генетски абнормалности. Да. Но за среќа во денешно време веќе многу Да. повеќе можности им се нудат лекувањето во споредба со медицината минатото. брзо така. напредува и Да. секоја година има по нешто ново, тоа е баш ова поле на машката и женската неплодност, каде што секоја година има по нешто ново, нови методи, нови диагнози, нови начини на лекување и се трудиме да ги имплементираме. Така, да, за да може секој нели да си го оствари сонот за своето потомство. Вклучуваме уште еден гледач, треба да му доделиме подарок, ваучер за дигитален апарат за мерење крвен притисок Sendo Advance, кој што е лесен и едноставен за употреба, само со притискање на едно копче ги покажува вредностите на притисокот дури и при постоење на аритмија, односно неправилни отчукување на срцето. Јапонски апарат со долгогодишна традиција на квалитет и 5-годишна гаранција на самиот апарат Sendo Advance. Добар ден, кој ни се јавува, кому денеска го доделуваме овој подарок? Повелете. Васка Павлова. Васка Павлова, така? Да. Добро, убаво слушнав, за да можам и точно господја Васка да запишам. А само од каде ни се јавувате да ни кажете? Кавадарци. Од Кавадарци.
Добро, останете и понатаму наш редовен гледач. Јас само еве да покажам дека вие го добивате ваучерот за дигитален апарат за мерење крвен притисок Senda Advance. Ви благодарам и јас вам, бидејќи остануваат само уште неколку минути до крајот, ама доволно ќе биде за да ја дадеме и последната препорака и уште еднаш да потсетиме на оние најважни и најглавни работи кои што се однесуваат на машкото здравје, односно како мажите да се грижат за сопственото здравје. Кога, каде, колку пати да посетат уролог? Значи, она популација која што веќе ја навикнавме да доаѓа кај уролог, популацијата од 50 години се води, сега тие препораки од уролошките асоциации, зборувам Европската и Американската уролошка асоциација, веќе ја симнуваат таа возраст и на 40 години, еднаш годишно преглед кај уролог. Исто таа фреквенција е доволна и за мажите во оваа ризична возраст за карцином на тестиси, еднаш во годината или почесто ако запримет, или веднаш, не почесто, веднаш ако заприметат било каква промена, пошто тестисите за разлика од простата се достапни за само преглед. Кон родителите на деца со уролошки аномалии исто така апелираме дека скоро сите се диагностицираат и ако се навремено откриет, многу успешно се лекуваат доживотно отстранување на проблемот. Современата медицина овозможила и антенатална диагноза, значи диагноза додека плодот е во утробата на мајката. Со тие редовни ултрасонографски прегледи се диагностицираат промени во бубрезите од најрана фаза, што овозможува нивно оперирање или лекување уште веднаш по пораѓањето, во првите неколку месеци, веќе ги оперираме најкомплексните аномалии. Така. Отворено да се зборува за проблемите кои што се имаат, посебно со урологот, ако мажот не сака со некој друг да го сподели проблемот, отворен разговор со урологот за секаков проблем што го има. Ретко ги споделуваат со пријатели, поготово проблемите врзани за фертилитетот и за сексуалното здравје на мажот ретко се како проблем се дискутираат со пријатели. Апелираме и веќе имаме почесто присуство на такви прегледи на мажите и тоа е добро. Така, да. Кога веќе ја споменуваме и темата за карциномот на тестиси, уште еднаш да повториме дека само прегледот треба да се прави. Апсолутно. И кога нема некаква промена или симптом, добро е да се посети уролог. Апсолутно. Да. Тука сме отворени за секаков тип на соработка, редовно ги посетуваме, гостуваме во овие емисии, токму заради тоа да ја подигнеме свеста за машкото здравје на едно повисоко ниво. И дека превентивно ќе се делува малку повеќе. Имаше ноември месец беше месец е посветен на комплетно, ама ние во текот на целата година треба да зборуваме и ќе зборуваме за овие проблеми. Ви благодарам што ни бевте на визита. Благодарам, ми беше задоволство. Почитувани гледачи, тука ја завршуваме денешната визита. Утре имаме нова, се разбира, со нова тема и ново гостување. Во продолжение на нашата програма следуваат најдобрите совети со Милена. Добар ден, Милена, повели. Ти благодарам, Биби. Добар ден за тебе, добар ден и за нашиот денешен гостин, кој што пред малку го видовме и го слушнавме во визита. Продолжуваме понатаму со нашата програма и со најдобрите совети. Она што во моментов можам да го кажам, а ќе открием малку повеќе за темата за некоја минута, е дека во ова време не време, како што многумина знаат да го наречат,